Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате: Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски во Охрид во наредните 2 дена станува арена на борба на знаење на средните стручни училишта во државава. Расте бројот на поплаки од граѓаните до организацијата на потрошувачи во Охрид. Мирно, но под засилено полициско присуство одбележани 120 години од смртта на великанот Делчев. Реконструирана општинската зграда во Деберца. Нов инцидент во училиште во Србија, за среќа овој пат со пластичен пиштол. За најавените и за останатите содржини во дневникот ќе ве информираме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо со измерени максимални 16 степени Целзиусови во текот на ноќта кон петок. Врнежите ќе престанат, а времето ќе биде умерено облачно. Утре над западна, северозападна Европа и над Алпите умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и топло. Над северна Европа времето ќе биде претежно сончево и студено. Во останатите делови сончево со локална облачност и топло време, освен над северна, централна и источна Европа. На Балканскиот полуостров во петок времето претежно сончево, ќе има локална облачност и ќе биде топло со дневни температури во пораст. На крајниот југ нестабилно со врнежи од дожд. Максималните дневни температури над Балканот од 17 до 25 степени Целзиусови. Во Македонија во петок не очекува претежно сончево време со локална облачност, ветровито и потопло со североисточен и северозападен ветер. Утринските температури од 3 до 11, максималните дневни од 15 до 24, а УВ индексот ќе биде со вредност 7. Во Охрид во петок времето претежно сончево со локална облачност и потопло, минималната 8, дневната 19. Во сабота и недела сончево со локална облачност и топло време. Минималната температура 6 односно 8, дневната 20 односно 22. Во понеделник умерено облачно време со сончеви периоди, поплавно нестабилно со дожд и максимални 19 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со драй клининг или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за драй клининг, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време.
Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Во наредните 2 дена Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски во Охрид ќе биде арената на докажување на стекнатите знаења во електротехничките, машинските и сообраќајните стручни училишта од државава. Стотина деца од трета година од 17 средни стручни училишта, заедно со своите ментори, ќе ги бранат боите на своите училишта и ќе се надпреваруваат за титулата најдобар од најдобрите во своето звање. Стотина деца од трета година од 17 средни стручни училишта од Македонија во наредните 2 дена ќе се надпреваруваат во стекнатите теоретски и практични знаења и вештини во електротехничките, машинските и сообраќајните струки на 40-тите поред државни надпревари кои се одржуваат во Општинскиот електромашински училиштен центар Свети Наум Охридски во Охрид. Пред денешниот теоретскиот дел од испитот, кај надпреварувачите возбудата голема. Чест ние да сме домакини на 40-тиот државен надпревар. Се подготвував подолго време и очекувам убави резултати. Имавме дадени 3 вежби и од тие 3 вежби на денот на надпреварот се избира една и таа ние ќе ја обработуваме. Ќе се надпреварувам во струката за техничар за транспорт и шпедиција. Се подготвував уште од кога дознав, односно по училишните тестови во кои бев примен на државен надпревар. Го започнав моето подготвување и се надевам дека ќе оствариме еден солиден успех. Од нашата струка нема баш точно каква задача ќе се решава, бидејќи нашата струка опфаќа решавање на транспортни трошоци и на различни видови на пресметување на превознина во сообраќајот. За прв пат годинава надпреварите се однесуваат на учениците кои реализирале настава во дуалното образование, објасни директорот на центарот Сашо Недески. Комисија од Центарот за стручно образование и обука ќе се грижи за регуларноста на испитите, како и 3 факултетски професори од сите струки во кои ќе бидат надпреварите. Оваа година за прв пат после подолг период се одржува дводневно и тоа првиот ден е теоретскиот дел од надпреварот, а вториот ден е практичниот дел, каде што поените што ќе се остават во теоретскиот дел и поените во утре што ќе бидат освоени на практичниот дел, комисиите што ќе ги оценат, се собира вкупниот број на поени и на тој начин се одредува победникот на надпреварот. Долги низ на години ваков тип на надпревар сме немале. Мислам пред 15 години прекина ова пракса, а ево годинава ние во се сме пионери, значи почеток на дуално образование од Охрид, почеток на надпреварите дводневни од Охрид. На отворањето на надпреварите, градоначалникот Кирил Пецаков посочи дека ова наше училиште е еден од позитивните примери каде успешно функционира системот на дуално образование, како еден вид јавно-приватно партнерство меѓу стручните училишта и компаниите. Напредокот на општините во современи услови не може да се замисли без локален економски развој, а успешното реализирање на овој концепт подразбира создавање на поволна клима за деловни активности и инвестирање. Еден од најважните предуслови за развој на индустријата и бизнисот секако е квалификуван и стручен кадар, кој може продуктивно да одговори на потребите на пазарот за работна сила. Можностите за вработување, добрите и платени работни места се основниот предуслов за младите луѓе да можат да ја гледаат својата иднина тука. Компаниите преку овој вид образование добиваат квалификуван кадар со соодветни вештини, а учениците имаат можност да бидат обучувани директно во компаниите и во реални работни околности. Центарот за развој на југозападниот плански регион во рамките на регионалниот проект Подобрена енергетска ефикасност во југозападниот плански регион
и искористување на обновливите извори на енергија, ги заврши активностите за реконструкција на кровот на општинската зграда на општина Дебрца, како и спомен собата на народно-ослободителната борба во Дебрца. Заврши реконструкцијата на општинската зграда во општина Дебрца. Изминатиот месец во овој објект се изврши целосна реконструкција на кровната конструкција и кровниот покривач, како и изолација на самиот кров. Во рамки на општинската зграда се реконструираше и спомен собата на народно-ослободителната борба во Дебрца. Вкупната вредност на работите изнесува 4.461.007 денари, од кои 3.695.600 денари беа обезбедени преку Бирото за регионален развој, додека 729.544 денари од буџетот на општина Дебрца. Активностите беа дел од регионалниот проект Подобрена енергетска ефикасност во југозападен плански регион и искористување на обновливите извори на енергија. Во рамки на истиот проект, активности се одвиваат и во другите општини. И тоа во општина Македонски Брод се изврши реконструкција на општинската зграда, во општина Пласница реконструкција на фасада и кров на основното училиште Јунус Емре, во село Лисичани и општина Кичево, инсталација на 6 фотоволтаични системи во 6 јавни објекти од по 20 киловати. Исто така во текот на месец мај ќе започне и реализацијата на активности во два други општини, и тоа во општина Дебар, реконструкција на фасада и столарија на основното училиште Саид Најдени, како и во општина Струга, реконструкција на фасада и столарија во две училишта, во тоа подрачно училиште Бафтијар Бануши и во подрачното основно училиште Свети Климент Охридски. Мирно, но со барикади и под полициско присуство, одбележена 120 годишнината од смртта на Гоце Делчев. Пред саркофагот на великанот се поклонија и му оддадоа почити председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски и делегациите на Собранието, на Министерството за одбрана, на армијата, на Сојузот на борците, на Македонската академија на науките и уметностите, на градот Скопје, на политичките партии и дипломатскиот кор, како и други почитувачи на делото на Гоце Делчев. Владина делегација со положување цвеќе на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје ја одбележа 120 годишнината од загинувањето на идеологот и синонимот за народна борба за слобода. Пред саркофагот на великанот се поклонија и му оддадоа почити председателот на Република Македонија Стево Пендаровски, делегациите на Собранието, Министерството за одбрана, армијата, Сојузот на борците, Македонската академија на науките и уметностите на град Скопје, на политичките партии, дипломатскиот кор и други почитувачи на делото на Гоце Делчев. Но барикади, легитимирање, дозвола па пристап. Вака изгледаше годинешното одбележување на 120 годишнината од смртта на великанот Делчев. Пристап до гробот во црквата Свети Спас во Скопје имаа делегациите кои беа најавени, новинарите кои беа акредитирани и граѓаните што можеа да поминат еден по еден по предходен редослед од полицијата. Годинава настанот беше третиран со голем ризик поради можни ескалации. Визионерот Делчев, кој пред повеќе од еден век го разбра светот како поле за културен надпревар на народите, беше убиен од турската војска на 4 мај 1903 во селото Баница на пат кон Сер. Тој застапуваше каузата за искрена борба за прогресивно културна држава, основана врз радикални и социјални принципи во која доброволно ќе се здружат сите угнетени народи и ќе ја продолжат сестраната борба. Со пригодна богослужба за помен на мртвите чиноначалствуваше архиепископот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. Расте бројот на поплаки до организацијата на потрошувачи во Охрид. Едни цени на рафтовите во маркетите, а други повисоки на каса. Непочитување на замрзнатите цени на прехранбените производи и продавање на продукти без декларација се најголемиот дел од поплаките на охриѓани. Организацијата на потрошувачи секојдневно добива и поплаки за купување преку интернет, нарачале едно, а добиле сосем друг производ. Голем број поплаки од граѓаните до организацијата на потрошувачи во Охрид. Едни цени на рафтовите во маркетите, а други повисоки на каса. Непочитување на замрзнатите цени на прехранбените производи и продавање на продукти без декларација се дел од поплаките кои охриѓани ги упатуваат до општинската организација на потрошувачи. Имаме жалби за технички сложени производи за во гаранција гарантен рок, каде што не им бил сервисиран производот во гарантен рок, например во рок од 30 дена, производот мора да биде сервисиран,
Ако го надмине овој рок, имаат право да го вратат производот или да го заменат со нов или да им бидат вратени парите. Онлайн трговијата расте, а со тоа растат и измамите. Организацијата на потрошувачи секојдневно добива поплаки за купување преку интернет. Нарачале едно, а добиле сосема друг производ. Најчесто, ако се тоа страни на Facebook, на интернет, не може, нажалост, немаат никаков доказ дека го купиле тоа, немаат фискална сметка и нема кај да се пожалат, односно единствен начин е да се пожалиме во пазарна инспекција или да го пријават тоа во полиција, во одделението за интернет криминал и да се забрани, да се банира таа страна. Организацијата на потрошувачи апелира купувачите да бидат внимателни при пазарење на интернет, да нарачуваат само од страници кои имаат фирма, седиште и издаваат фискални сметки. Оваа сабота ќе се одржи 49-тиот општински надпревар по прва помош. Надпреварот го организира Општинската организација на Црвениот крст од Охрид, а ќе се одвива на повеќе пунктови низ градот Охрид, почнувајќи од плоштадот Свети Климент Охридски па до градскиот кеј. Ќе учествуваат повеќе од 200 ученици надпреварувачи од сите основни и средни училишта од Охрид и Дебрца, организирани во екипи во категорија подмладок и категорија младина. Несреќите се случуваат секојдневно и насекаде, во домот, на улица, на училиште, на работно место, на игралиште, во природа и каде ли уште не. Во таквите ситуации, правилното укажување прва помош значи спасување човечки живот. Во рамки на своите активности во делот на првата помош, Општинската организација на Црвениот крст од Охрид на 6 мај оваа сабота во периодот од 9 до 15 часот под мотото "Биди херој, укажи прва помош" ќе го организира традиционалниот 49-ти подред општински надпревар по прва помош. На надпреварот стекнатите знаења и техники за укажување прва помош ќе ги покажат повеќе од 200 ученици надпреварувачи од сите основни и средни училишта од Охрид и Дебрца, организирани во екипи во категорија подмладок и категорија младина. И оваа година на општинскиот надпревар ќе се применуваат критериуми и стандарди кои се спроведуваат при одржување на европските надпревари по прва помош. Во таа насока надпреварувачите, но и посетителите на манифестацијата на повеќе пунктови низ градот Охрид, почнувајќи од плоштадот Свети Климент Охридски, продолжувајќи по градскиот кеј, ќе бидат сведоци на симулирани реални случаи на несреќи изведени од членовите на актерските групи од Црвениот крст од Охрид и реалистичен приказ на повреди подготвени од посебно обучени шминкери за повреди на Црвениот крст од Охрид. За регуларноста и оценувањето на надпреварувачите ќе се грижат 15 судии за прва помош на Црвен крст од Охрид. Присутните наши сограѓани ќе имаат можност да видат и доколку сакаат научат како правилно се укажува прва помош и да добијат бесплатни совети од инструкторите за прва помош. Утре во Охрид ќе се одбележи Денот на македонската полиција. Сдруженијето на ветераните и резервисти од одбраната и безбедноста на Македонија, регион Охрид, СВР Охрид и Интернационалната полициска асоциација во кругот на поранешната касарна ќе ја отворат спомен собата на 6-та македонска народно-ослободителна бригада. Сдруженијето на ветераните и резервисти од одбраната и безбедноста на Македонија, регион Охрид, СВР Охрид и Интернационалната полициска асоциација ИПА, регион Охрид, утре 5 мај на заедничка средба ќе го одбележат 7 мај Денот на македонската полиција. Во рамки на свеченоста на која покрај полициски службеници и членови на сдруженијата се очекува присуство и на градоначалникот Кирил Пецаков, ќе биде отворена спомен собата на 6-та македонско народно-ослободителна бригада, пошто ќе следува забавна и спортска програма. Средбата ќе се одржи во кругот на поранешната касарна во Охрид со почеток во 10 часот и 30 минути. Минатата година, во чест на 7 мај, Денот на македонската полиција, Интернационалната полициска асоциација ИПА регион Охрид и Сдруженијето на ветерани и резервисти од одбраната и безбедноста на Македонија, Огранок од Охрид, потпишаа меморандум за соработка. Во продолжение вестите од светот. Во основното училиште Ефимија во Обреновац, Република Србија, ученикот МД по едноминутното молчење извадил пиштол и почнал да мафта со него во воздухот. Станува збор за пластичен пиштол, веднаш било пријавено во полиција и социјални служби, пренесуваат денес српските медиуми.
Полицијата го уапсила таткото на малолетникот ученик кој утринава по молчењето извадил пластичен пиштол во училиштето во Обреновац. Со него во полицијата отишол и неговиот син, пишува Телеграф. Веќе вчера е забележан случај на копирање на овој страшен настан, што на пресконференција го потврди и председателот на Србија Александар Вучич, кој изјави дека вчера студент во Војводина веднаш почнал да се заканува. 8 деца и 1 чувар беа убиени вчера утрото во вооружен напад на 14 годишен ученик во основното училиште Владислав Рибникар во центарот на Белград. 6 ученици и 1 наставник се повредени, а напаѓачот уапсен. Тројца од четворицата ранети на ургентниот центар во Белград се сосем добро будни и докторите разговараат со нив. Станува збор за двајца ученици и наставничката, изјавил директорот на Универзитетскиот клинички центар во Србија, професор доктор Милика Ашанин. 8 лица загинаа во пожар во чешкиот град Брно кој избувнал синоќа околу 2 часот. Чешката национална телевизија објави дека жртвите најверојатно се бездомници. Пожарот зафатил 12 контейнери на периферијата на стамбен комплекс, пишува Reuters. Информацијата ја потврди полицијата на Твитер. Причина за пожарот се истражува, пренесува Associated Press. Спасувачките служби изјавија дека не нашле повредени лица. Брно е вториот поголемина град во Чешка и се наоѓа на 200 километри југоисточно од Прага. Ова е втор пат Уставниот совет на високото тело на Франција кој се занимава со уставноста на законите да ги отфрли обидите на опозицијата за задржување на старото законско решение според кое лице се пензионира со полни 62 години. Опозицијските пратеници, главно левичари, сакаат да започнат сложен процес за ревизија на законот со надежда дека тоа ќе доведе до отфрлање на непопуларната пензиска реформа на Макрон која беше усвоена минатиот месец и покрај огромните протести и немири во земјата. Францускиот уставен совет не го прифати барањето на опозицијата за распишување на референдум со кој би се отфрлила пензиската реформа со која старосната граница за пензионирање се поместува од 62 на 64 години. Доколку одговорот беше позитивен, опозицијата ќе имаше 9 месеци да собере доволно гласови за да распише референдум, што е 4,8 милиони гласови или 10% од регистрираните гласачи во Франција. Владата на Макрон, која нема мнозинство во парламентот, го протурка законот за пензиите без гласање во законодавниот дом на Франција. Синдикатите на оваа реформа гледаат како на закана за правата на работниците, а Макрон тврди дека таа е неопходна за еднината на Франција. Жестоки борби беснеат во Картум денес додека армијата се обидува да ги истисне паравоените сили за брза поддршка од областа околу председателската палата и војниот штаб, а траен прекин на огнот се чини неостврлив. Според аналитичарите, двете страни се борат за контрола на територијата во главниот град пред започнување какви да се преговори, иако лидерите на двете страни јавно покажаа мала волја да разговараат по повеќе од 2 седмици борби. Жестоки гранатирања денеска одекнуваат и во соседните градови Омдурман и Бахри. Во меѓувреме Обединетите нации ги притиснаа завојуваните страни во Судан вчера да гарантираат безбедно минување на хуманитарна помош откако беа ограбени 6 камиони, а воздушните напади во главниот град го подкопаа прекинот на огнот. Околу 100.000 лица избегаа од Судан со малку храна и вода во соседните земји, соопштуваат од Обединетите нации. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!